Прашањата се следни. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира за членувањето во оваа алијанса? Кои се задачите кои треба да се завршат во процесот на зачленувањето во НАТО, а при тоа да не бидат повредени законите, уставот и меѓународните стандарди? Тоа се првите две прашања, а потоа ќе одговориме и на следните. А тоа е, дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантира транспарентност на институциите и почитување на човековите права и слободи? Ова прашање е особено важно за нашата организација, бидејќи ние сме организација за човекови права и слободи. Со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата? Кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата? И на тоа надоврзано прашањето дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали. И на крај, колку членството во НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрза интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија. Мислам дека ова се повеќе прашања кои нудат навистина сериозен предизвик за сите наши соговорнички и соговорници, но во исто време знаеме, свести сме дека тоа се можеби најрелевантните луѓе кои можат да одговорат на овие прашања. Па, повелете, кој би сакал да зборува, можеби господја Шекеринска да даде одговор на првите две прашања. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира членувањето во оваа алијанса и кои се задачите кои треба да се завршат пред тоа? Пред 25 години идам да правим интервју со Кирил Григоров. И сега у подготовка на интервјуто викам председател, знаете ово, јас сакам да го испровоцирам. Он вика, господин Ордановски, вие прашате што сакате, јас сега ќе одговорам ја што сакам. Зашто ти Џабер прашај што сакаш, ја имам стребен одговор. Добро. Тројцата соговорници пред мене, од кои што барем двајца обавуваат високи сериозни функции во државата, успешно одбегна да го спомнат слонот во продавницата со кристала, тоа е нашите грчко-македонски односи, бидејќи и овие референдумски и овие анкетарски прашања се тесно врзани околу овој проблем што сега го дискутираме. Затоа ја би сакал малку на едно поабстрактно ниво да однесам дискусијата, затоа што и овој вовед дека членството на НАТО е заправо членство во Европската унија и дека НАТО не значи само особено за Македонија безбедносна некаков безбедносен аранжман, бидејќи да не забораваме, регионот е прилично пацифизиран, ние сме обкружени со членки на НАТО, Косово е во собственост на НАТО, Србија веќе нема таква сила да може дивизии да испраќа да ремете тука и така натаму, така што може би за Македонија безбедното прашање е пониско на скалата отколку сите други прашања. Во јануари 63 година, на 22 јануари, Франција и Германија го подпишија својот прочуен договор за соработка, значи пред 55 години овие денови, како резултат на решеноста на тогашниот германски канцелар Конрад Аденауер, кој имаше над 80-84 години, ако беше лажен, и председателот де Гол, уште млад, 71 годишен, да ги надминат сите недоразбирања помеѓу тие две држави и да подпишат договор за пријателство. Во подготовките на договорот, они имаа негдека, во неколку години пред тоа, имаа негдека 15 лични средби, заедно поминаа 100 часа, повеќе од 100 часа. Во тие години разменија 40 писма меѓу себе. Во јули претходната година, 62 во Рем направија една голема воена парада, а потоа отидоа на заедничка молитва во Нотр-Дам катедралата во Рем. Рем инаку има во германско-француските односи една исклучително суптилна, сензитивна улога. Рем е местото каде што Прва светска војна изгинаа илјадници французи и германци. Во Втора светска војна германците на таа катедрала фрлија 300 бомби за да ја уништат. Овие двајца председатели имаат таква величина што успеа да ги надминат сите недоразбирања. Видите, ако ги прочитате, ако ги погледате несогласувањето во ЦДУ во тоа време против Аденауер,
кочниците што таа партија ги правеше неговата сопствена партија за подпишување на тој договор. И онда визијата и величината на Аденауер и на Де Гол. Инаку Де Гол 7 дена пред подпишувањето на договорот ја блокира Британија за влез во Европската економска заедница тогашна. Сакам да ви кажам, компликациите помеѓу тие две земји беа огромни. Се надминаа со една визија, со една апсолутна потреба да се влезе во една друга фаза во едно европско пријателство и тој договор еве го 55 години држи се уште исто како да е вчера потпишан, дури е толку напреден што денеска Франција и Германија се де факто главната движечка сила не само во Европската унија, особено од аспект на Брекзит, туку и во формирање на една нова безбедносна европска ситуација, бидејќи французите особено инсистираат дека не е само НАТО алијансата која што гарантира безбедноста во Европа, туку Европа мора да има свој безбедносен аранжман. Само да ве потсетам, малку луѓе знаат дека Велика Британија си го смени името пред да влезе во Европската унија. Заради противењето на Ирска мораше да го смени своето официјално име и се нарече The Kingdom of the United Kingdom and Northern Ireland. Апропо вие нашиве сега тука дискусии без референдум, без ништо. Во таа смисла говорам за влегувањето во НАТО и за оваа тема како една многу важна стапка кон стабилизирањето на Македонија со сите овие податоци што моите претходни говорници ги спомнаа. Јас сакам официјално да ја предложам на македонската влада како nobody, како новинар, некаква јавна личност можда, да се обидат со грците во Солун да отварат канцеларија за соработка на млади, грчко-македонска канцеларија. Таа канцеларија меѓу Франција и Германија фантастични успеси постигна. Стотици илјади млади луѓе поминаа низ тие соработки, за да надминат многу потешка историја која имаа Германија и Франција од ова што ние сега имаме со Грција. Непријатен е спорот, гледаме дека се движи кон решение, но мислам дека тоа решение и да не се постигне е важно со нашиот сосед, со кој што на крајот на криштата немаме толку горки искуства како што имаат Франција и Германија меѓусебно. Ќе почнеме да градиме една нова генерација која што на друг начин ќе ги третира овие проблеми. Госпоđа Шекеринска, како потпредседател на влада, ви предлагам да отворите канцеларија за младинска соработка во Солун. Со табла, грчко-македонска, со наши нивни дипломати кои само на тоа ќе работат. Не може така табла, не? Добро, за таблата преговарите. За таблата преговарите, немам ништо против, но сакам да кажам, гледайте, тоа е влезот во НАТО за Македонија. Сум говорил повеќе пати, ако можам, пошто стигнав до последново прашање се. Повеќе пати сум говорил, не е прв пат да го кажам. На крајот на 80-тите години постои документ кој што тогашниот претседател американски Буш го нарача од својот National Security Council, својот совет за безбедност, да процени советот за безбедност која е the lowest common denominator, која е најниската точка за вклучување на Америка во распаѓањето на Југославија. Кога ќе го прочитате денеска документот, он е декласифициран, можете да го најдете на интернет, до душе таму недостатува сите бекграунд материјали, има многу црнини и така натаму. Но тој јасно ви кажува дека во анализата на американската администрација на Советот за безбедност на претседателот, една е точката која они му ја препорачуваат. Јас знаем инаку неколку луѓе кои што работеа во подготовката на тој документ, се уште се живи, а тоа е Македонија. Во нивната анализа, единствено Македонија според нивните анализи има моќ за експлозија. Сите други имаат моќ за имплозија. Сите други бивши југословенски републики. Тоа потоа се потврди. За жал, војните беа крвави, во Босна траеше со години, во Хрватска нешто помалку, но гледайте, сите тие кризи не го загрозија во известна смисла војната во Босна, дури ни Загреб, а да не збориме за Беч, за Виена. Затоа што тие делови од овој регион имаат имплозивна моќ. Тоа се непријатни настани, со огромни последици, но тие не ги вмешуваат соседите. Проценката на американците врз која инаку се темели нивниот цврсти став до денеска дека стојат зад независноста на Македонија како држава е таја. Евентуалната експлозија во Македонија подразбира веднаш вмешување на соседите и на други регионални сили. Пред се мислам Грција секако како регионална сила, но Турција па од тука натаму што сакате. Така што не е никаков спор дека нашето влегување во НАТО е неопходност. Како што не е никаков спор дека нема крупни одлуки кои што се донесуваат врз резултат на анкети. Што мислите, ќе го подпишевме Охридскиот договор ако се водевме од анкети?
ќе го подпишевме, кој што друго да ви кажем. Било кој дори ова со бугариве договорот ќе го подпишевме, ако ќе влеземе во Европска унија, ако анкети, ќе направиме договор со Грција анкети, батагате анкети. На крајот политичката класа превзема ризик како што го превзема Аденауер и Дегол. Го изнесува тој процес. Недоразбирањата околу тој процес може да траат известно време, но неспорно е дека тие имаат една визионерска енергија во себе и еден резултат кој што се гледа на средина на долг рок. Така што немам никакво сомневање, јас сум еден од тие кои што тоа не се либам со било кој соговорен да го кажам, не само што е местото на Македонија во НАТО, туку што е неопходно да влезе Македонија во НАТО и да завршам ако гледате тоа веќе стана јасно и на Европа, на Америка и одамна јасно. Така што мислам дека овој пат е решено таа прашање да се затвори. Нас ни помагаат, за жал или за среќа, неколку други отворени прашања во регионот, па и глобално. Една голема сила има суштинско противење околу тоа, таа не е безопасен компликатор во процесот, но мислам дека и таа ќе надмине својата позиција околу противењето за влез на Македонија во НАТО. И мислам дека овој процес годинава ќе биде крунисан со наше стапување во таа алијанса и дека од тоа ќе имаме само позитивни рефлексии.